студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Во големата судница во затворот Идризово во теке ново рочиште за пожарот во Кочанската дискотека. Откако во вторникот сите обвинети рекоа дека не чувствуваат вина за трагедијата и денеска тие и нивните адвокати даваат воведни зборови. Судењето го следи колегата Зоран Јаневски, го вклучуваме во живо во овие вести. Зоран, кој е ставот на обвинетите до овој момент? Да, денеска овде во судницата која што се наоѓа во близина на затворот Идризово се одржува четвртото судско рочиште за трагедијата во Кочанската дискотека Пулс, во која животот го загубија 63 лица. На почеток од денешното судење, роднините на загинатите кои го следат секое судско рочиште, обвинетите ги дочекаа со транспарент, го закачија токму овде на полициската барикада во близина на самиот влез, од каде што обвинетите и нивните адвокати доаѓаат за да влезат во судската сала. Овој транспарент беше поставен пред да пристигнат оние кои што се наоѓаат во притвор, меѓутоа и останатите обвинети и нивните адвокати. Како што велат родителите во изјава за медиумите, ова го сториле бидејќи на минатото рочиште сите 35 мина обвинети кажале дека не чувствуваат вина за овој случај. Па како што велат, транспарентот на кој се наоѓаат фотографиите на сите 63 загинати да потсетува што всушност тие сториле. Ги гледаме нивните изјави. Еве денес го донесовме транспарентот со нашите 63 убиени деца, бидејќи да ги потсетиме убииците на нашите деца што направија, бидејќи на претходното рочиште тие се изјаснија дека не се виновни, па затоа да видат што се направиле за да ги потсетиме што се направиле. 63 убиени деца. 63 уништени иднини на децата на нивните семејства. А многу контрадикторно беше што на минатото рочиште никој од обвинетите не се изјасни за виновен. Зарем треба ние родителите да ги потсетиме зошто тие се наоѓаат во судницата? Никој од нив немаше ни грам совест и човечност да ја признае својата вина. Ни монструмот, ни син му, ни брат му, ни соучесници дали биле од прв, втор, трет ред, никој не покажа барем човечност. А сите ние знаеме кој е виновен и се надевам дека ќе добиеме правдата за нашите убиени деца. 63 не е само бројка. 63 не е статистика. Тоа се млади убиени деца и 63 сенки ќе ги следат за секогаш. Да, ова беа изјавите од родителите кои утринава на почеток од денешното судско рочиште ги дочекаа обвинетите и нивните бранители со транспарентот на кој се наоѓаат фотографиите на сите 63 загинати лица во Кочанската дискотека Пулс. Денешното судење пак продолжи со воведни говори на одбраната и обвинетите. Својот воведен говор го дадоа тројца општински градежни инспектори од општина Кочани, а пред малку тоа го стори и градоначалникот, поранешниот градоначалник Радко Димитров, кој ја извршувала функцијата од 2012 година. Во својот воведен говор тој рече дека е единствениот во судницата кој што во 2012 година се противел на отворање на Кочанската дискотека Пулс. Тој рече дека го информирал Министерството за економија и Државниот пазарен инспекторат дека на таа локација не е предвиден угостителски објект, како што барал сопственикот и слободен паркинг, бидејќи местото било наменето за лесна индустрија, а не за угостителски објект. Со слични тврдења беа и тројцата градежни општински инспектори, бидејќи како што рекоа, тие немале надлежност да постапуваат во овој случај, бидејќи како што велат за посета на угостителски објект морале да имаат или налог или пак пријава, а тоа додека тие ја извршувале функцијата никогаш од нив не било побарано. Ги имаме изјавите, па предлагам да ги погледнеме.
во сите сегменти, и во приватниот бизнис, и во вршењето на градоначалничката функција, секогаш сум се раководел од принципот ред и дисциплина. Ред кој го пропишува законот и дисциплина, независно од тоа на кому тоа ќе му се допадне, а кому не. И токму тоа го сторив и при првото сознавање дека во Кочани ќе се отвара некаква дискотека или тако сличен клуб. Разбрав дека во општината било поднесено барање од приватна фирма за добивање паркинг места за 2 парцели. Разбрав дека општината преку службите, бидејќи е ситно тоа барање, не знаејќи за каков субјект се работи, одговорила дека на тие парцели можат да се паркираат сите, па и тие. Истиот ден, кога го разбрав ова и кога го погледнав дописот, се обратив до Министерството за економија и тоа до државниот секретар да му се даде лична рака со допис кој е предложен од моја страна, од страна на мојата одбрана и од јавното обвинителство предложен, и отворено сум напишал дека според сознанијата некоја компанија има добиена информација за барање паркинг. А денес исто така сум тука. Стојам пред сите вас со чиста совест, со отворено срце и со голема одговорност кон вистината. Но денес сум обвинет за нешто што не сум го сторил. И уште поважно, за нешто што никогаш не е било во моја надлежност. Од доказите на овие обештачењата што ни ги дава хемиско, форензично и другите материјални докази, сите потврдуваат едно исто. Многу важно, дека причинско-последична врска е пожарот дека избавнал од пиротехнички средства. Хемиското вештачење, форензичните извештаи, јасно и конкретно ја утврдуваат оваа последица. А тоа е единствената причинско-последична врска што има правна тежина. Објектот и до ден денес стои. Не се урна, ниту попушти. Од овде се гледа дека оваа трагедија не била воопшто градежна. Градежниот инспектор не контролира интериерно, односно внатрешно уредување. Не контролира дејност. Не контролира пиротехника, ниту безбедносни мерки од пожар. Тоа е надлежност на други институции. Оваа дискотека почнала да работи 2012 година, 7 години пред моето вработување. Да, во продолжение на денешното судско рочиште свој воведен говор треба да дадат и поранешните градоначалници Николчо Илиев и Љупчо Папазов, како и нивните бранители. Деспина остануваме овде да го следиме судскиот процес за трагедијата во Кочани која што се случи во март годинава. Зора Јаневски, јас ти благодарам за овие информации во вестите. Секако остануваш да го проследиш и остатокот од денешното судење. Многу повеќе информации од тебе очекуваме во вестите во 16 часот. Новоизбраниот председател на антикорупцијската комисија Адам Чучулј утрово даде свечена заклетва во собранието. Вети дека функцијата ќе извршува честно и во интерес на граѓаните. По скандалите која тресе институцијата во изминатиот период, најави дека ќе работи на враќање на интегритетот на ДКСК, а во фокусот ќе му биде дигитализација на целиот систем и проверка на имотите на избраните функционери, како забелешки на Европската унија и ГРЕКО. Изјавувам дека функцијата председател на Државната комисија за спречување на корупцијата ја вршам совесно и одговорно. Ја вршам совесно и одговорно. Ќе го почитувам Уставот и законите на Република Северна Македонија. Ќе го почитувам Уставот и законите на Република Северна Македонија. Како председател на Државната комисија ќе се залагам за транспарентна работа на институцијата, но и ќе барам како тим ќе бараме одговорност и транспарентност со сите институции. Ние сме институција која го промовира интегритетот и ќе бараме интегритетот да се промовира и унапредува во сите институции. Само со таква заложба и со интегритетни институции, интегритетни носители на јавни функции ќе придонесеме за подобро општество и за намалување на корупцијата. Фокусот ќе ми биде како председател, се надевам ќе имам поддршка од целата комисија да ја зголемиме нашата проактивност во делот на проверката на имотната состојба на избраните именуваните лица, бидејќи тоа е една од забелешките во извештајот на Европската комисија, а е препорака, честа препорака на ГРЕКО.
СДСМ утрово го повика новиот шеф на антикорупцијската да постапи по поднесената представка за тендерот од 9 милиони евра. СДСМ го подсетува новоизбраниот председател на ДКСК Адем Чучулј за корупцијскиот скандал од 9 милиони евра и го повикува да биде меѓу првите негови работни задачи. Фирма основана минатата година со само 2 вработени добива 9 милионски договори за тендери од владата на Христијан Мицкоски. Тендерите се во висина од 9 милиони евра пари на граѓаните. Документите, фактите и доказите за овој скандал се објавени, достапни се за јавноста и доставени до ДКСК, заедно со пријава од страна на СДСМ. Новиот шеф на ДКСК треба само да ги погледне, да ја прочита пријавата на СДСМ и да делува, стои во писменото соопштение на опозицијската партија. ВМРО ДПМН пак ги повика и антикорупцијската комисија и јавните обвинители да истражат дали екс-министерот Љупчо Николовски набавил поскапо жито за стоковите резерви за 1,3 милиони евра, откако претходно Заев и Филипче му го отпишале кусокот. Многу важен сегмент, бидејќи пченицата која била набавена од Србија, истата цената на берзата во Нови Сад била 20,5 денари. Дополнително, трошоци за транспорт од 1,5 до 2 денари по килограм се доаѓа до една цена од 22,5 денари, што е за цели 4 денари помалку од оние кои државата ги платила поради Љупчо Николовски, Заев и Филипче. Или 1,3 милиони евра повеќе пари биле потрошени на граѓаните. Николовски треба да одговори зошто државата платила 1,3 милиони евра поскапа сума за житото и дополнително зошто оваа сума од 1,3 милиони евра е скоро идентична на онаа која Заев преку својата фирма Тргопродук ја добил од грант, а таа е 1,4 милиони евра. На посебна веб страна ќе може да се следи реализацијата на проектите на општините финансирани од владата. Од првиот јавен повик опфатени се 288 проекти вредни над 4,6 милиарди денари. Премиерот Мицкоски вели дека сите проекти се започнати и никаде нема застој, додека 193 проекти од нив се целосно завршени. Со оваа платформа ја отвараме работата на институциите и воспоставуваме нова рамка на доверба, каде што јавноста не чека одговори, туку ги има пред себе. Транспарентноста за нас не е формална обврска. Таа е суштинско демократско правило. Таа е основа на довербата, основата на стабилност, основата на вистински одговорни политики. Во општество кое секојдневно се соочува со лажни наративи, дезинформации и манипулации, единствениот одговор е отворена држава со отворени податоци. Затоа оваа платформа е секундарно технолошки проект, а примарно политичка порака. Немаме што да криеме. За време на изборите партиите за собствени цели користеле детски градинки, училишта, јавни државни установи, музеи и галерии. Ова го покажува наблюдувањето на десетина граѓански организации во 26 општини за време на предизборниот период. Регистрирани се над 300 случаи за употреба на јавни објекти за кампањски цели на партиите за време на локалните избори оваа година. За тоа се користеле детски градинки, училишта, јавни и национални установи, па се до музеи и галерии. Ова го покажало наблюдувањето на десетина граѓански организации во 26 општини преку проектот Надзор на терен на потенцијалната злоупотреба на административни ресурси на локално ниво. Злоупотреба е евидентирана и во однос на општинските веб или фейсбук страни кои што се користени за партиска промоција, а е регистрирано исто така и присуство на државни функционери на партиски настани во работно време. Многу проекти од национално ниво беа користени во партиските кампањи и митинзи, при тоа јавни и национални и општински проекти
беа наведувани и кажувани во политичка и партиска функција, односно не тоа дека е проект на општината или на определено министерство, туку дека е проект на самата партија, што исто така доведува до целосна административна злоупотреба на локално ниво. За да се спречат овие злоупотреби во иднина, се даваат препораки за тоа кој, како и кога може да ги користи јавните објекти и под кои услови. Ограничување на промоцијата на проекти во изборен период финансирани со народни пари, како и зајакнување на мониторингот на граѓанските организации. Воведување на измени во одредбите на изборниот законник и тоа во делот на јасна дефиниција што представува јавен објект, понатаму услови, процедури за јавни простори и политика за надзор и санкционирање при прекршување. Во делот на контрола и транспарентност во користењето на јавните ресурси потребно е воспоставување на централизирана и редовно ажурирана база со сите јавни објекти кои што можат да се издаваат, ценовници, како и листа на одобрени барања за да биде јасно и транспарентно кој и кога во тој објект би имал организирано настан. Проектот финансиски е поддржан од Меѓународната фондација за изборни реформи ИФЕС. За Сител телевизија Дарко Штарговски. Во Охрид се одржа сајам за кариера на кој студентите можеа да се запознаат со можностите кои ги нудат компаниите во IT секторот. Компаниите велат дека се отворени за нови работни места насочени кон задржување на стручниот кадар во државата. Младите се запознаа со можностите кои ги нудат компаниите во IT секторот. Сајмот за кариера на студентите им возможи да видат какви пракси, вработувања има за понатамошен професионален развој. Да ги приближиме студентите со локалните компании од IT секторот, да видат какви пракси нудат, за нивниот, да се распраша за нивниот понатамошен професионален развој и да видат кои се условите за вработување и како да се насочат самите студенти во текот на нивното студирање. Дел од студентите планираат да останат во земјава, дел да заминат на дополнителен професионален развој во странство. Јас сум студент моментално во трета година на факултетот за применените информатички технологии, машинска интелигенција и роботика. Да се запишувам на факултетов поттик ми беше тоа што сметам дека има се уште простор за прогрес во овие полиња. Сметам дека имплементирањето на машинската интелигенција во индустриите како автомобилската, медицинската, војната индустрија, сметам дека се уште има простор за прогрес. Јас го одбрав оваа струка затоа што сум голем љубител на програмирањето и на уметноста и сметам дека заедно тие две гранки сте многу добри. Денеска сум тука со цел да дојдам до конекции, да дојдам до некој совет од поискусни колеги кои се веќе долго време во овој сектор. Компаниите велат дека се отворени за нови работни места, насочени кон задржување на стручниот кадар во земјава. Насочени сме кон рекрутирање на млад кадар. Целта ни е да ги задржиме младите тука во Охрид. Секако во поглед на кариерен развој секако ги оставаме студентите да растат во компанијата. Со тоа секако и компанијата, но и самите тие ќе имаат личен бенефит. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле преку овој настан ја зајакнува соработката помеѓу академијата и индустријата со цел создавање нови можности за младите кадри во IT секторот. Нина Аритоновска, Сител телевизија.